Гевгелиските екоактивисти од вчера почнаа 4-дневни блокади кај местноста Смрдлива вода на 30 километри над градот, во подножието на планината Кожов. Го блокираа патот и стакнаа транспаренти на кои пишува дека нема да дозволат реката Дошница да биде ставена во цевка. На тој начин младите од Гевгелија, но и од околните места го изразија револтот од најавите дека и покрај сите противења и протести ќе се градат 2 мали хидроцентрали на Дошница. Ние граѓаните се собравме, сите ние ентузијасти, влюбеници во планината, да ја заштитиме реката Дошница од вакви несакани темни облаци кои што се намеруваат да го расипат целиот екосистем, да го уништат целиот синџир на екологија, на разновидна флора и фауна, на целиот природен диверзитет кој што го имаме во реката Дошница, по нејзиното течение и воопшто целата убавина на Кожов планина. Активистите бараат да се отвори документацијата за изградбата на 2 мали хидроцентрали. Тие се сомневаат во законитоста на целиот процес и бараат отворени јавни расправи на кои ќе се изнесат сите аргументи за и против ваквиот запад. Малите хидроцентрали се планирани на една од најчистите реки на планината Кожов, во која живеат ендемски видови риби и инсекти, како автохтоната македонска пчела Апис mellifera macedonica. Со изградбата на малите хидроцентрали, 2 кои што се планирани на реката Дошница, тоа се Папрат и Баров дол, ќе се изгуби едно огромно богатство кое што го имаме ние луѓето, кои што сме го наследиле од нашите предци и треба да го оставиме во својата чиста форма за нашите идни генерации и идни поколенија. Пораката е јасна и гласна, хидроцентрали на реката Дошница ќе нема. Максимално со сите возможни ресурси, со сите сили и средства, ние ќе се бориме, ако е потребно и со жив зид, да ја одбраниме реката Дошница од ваквите злонамерни проекти кои што немаат никаков бенефит. Протести за овие хидроцентрали се одржуваат речиси 2 години. Граѓаните сметаат дека планината е заштитена, но неодамна забележале багери во планината и дознале дека во тајност се продолжува со овој проект. И експертите се сомневаат во исплатливоста на изградбата на малите хидроцентрали. Тие досега се покажаа како закана за биодиверзитетот, особено за пресушување на реките. Во земјава има околу 100 мали хидроцентрали, некои од нив се изградени и во заштитени подрачја. Протестите кај Смрдлива вода ќе траат секој ден од 6 до 18 часот, а некои од активистите најавија и дека ќе кампуваат на местото кај блокадите.